Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи. Добар ден и денеска од Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме на нашето работно место и денеска ќе направиме еден специјалитет кој што се прави во оваа доба на време, кога е зима, и верувам дека многумина си практикуваат да го прават повеќе пати во неделата, можеби и еднаш неделно, но како и да е, ќе имаме вкусен специјалитет. Да ве поздравам сите вас ширум светот, да ви ја честитам новата година, сите празници кои што доаѓаат, и каде и да сте и со кого и да сте здрави, живи, среќни и весели и многу заљубени. Така, јас сакам да кажам, ете, на сите вас, а оние кои што пак не се мажени или пак женети, да си ја најдат среќата токму во оваа година и да ја паметат по нешто навистина убаво. Јас морам да ви кажам дека денеска во нашата емисија ќе имаме еден посебен гостин. Посебен зборувам затоа што јас така го чувствувам, затоа што тој е господово дете кој што Господ го обдарил да работи нешта кои што се божествени, кои што се убави, кои што на сите ни ја милуваат душата кога ќе влеземе во еден црковен храм и кога ќе сакаме да се помолиме. Тој е зоограф по Бога, не по академија, но ги работи фреските, ги црта, ги пишува и се она што е градба, ќе говориме во текот на емисијата заедно со него. Доаѓа од селото Сушица Родум, Скопска Сушица, живее во градот Скопје, но секаде го има онаму каде што ќе го побараат за црковните храмови. Нашиот сакан и драг, јас си го велам Батко Веле, затоа што тој доаѓа од местото каде што е роден и мојот сопруг. Бате Веле Саздовски. Добре ми дојде. Добро сум нашол. Нека не за многу години. За многу години. Повели од оваа страна. Ете така. Како си, убаво ми изгледаш, свежо и ако многу работиш. Мора да се работи. Така, мора да се работи. Бог дал здраве, да се движиме, па зашто да не го искористиме. Кажано навистина во убав твој начин на кажување. На почетокот најавив дека ти си даден од Бога со Божјата дарба, без да ја учиш ликовната академија, ти црташ убави фрески. Тоа е од Бога благослов. Така? Она Бог што ќе те благослови, не може никој да ти го земе. Како беше првото сознание дека ти знаеш да нацрташ икона и фреска? Па ете, ќе видам негдека некое копие, како е, па си размислувам од кај дошло човекот, како почнал, и ја фаќам неговата замисла, за да можам ја да изработам и полека го стигнал тоа. Навистина се голем број на фреските кои што ти ги имаш изнасликано, ама икона кога се прави во некоја си, да кажеме, најголема димензија од метар, така? А фреските се огромни. Како е да се нацрта огромна фреска? Тоа меморија. Така, си... Ја држам добро на ум. Така? Која ќе им после си ја распоредувам. Ликовите на светителите, така? Иконите на светителите, добро, они си имаат и редослед кој кај треба, тука си има подчинови. Така? Например, ако земеме еден Божи храм да се прави, тука се изведува процесија, значи идеш една зона, прва, втора, трета, четврта, зависи у висината и габаритот на црквите. Тоа е малку специфично и малку потешко. Јас и ти одлучивме да правиме зимско јадење, да направиме чварки со прас или жмиринки, како ги викаат, секој различно ги вика, некои ги викаат пршки. Различно ги викаат. Мислам, најраспространато е чварка. Чварки, така. Во продавници, кај што чварка пишува. Така ги пишува, да. Мојата пријателка Мира, жената која што е секој ден во нашата кујна и работи, помогна малку со празот, но тебе ќе ти дадам задача да и ти малку исескаш праз, а јас ќе внимавам да ги потпражам малку нив.
чварките. Со задоволство А, ќе го ете, направиме, така. јадењето како. Мораме да го направиме за да биде вкусно. Јас Ете, така. секогаш го правам тоа. Прас малку го запечувам и суви пипер ќе ќе му дробам. Тоа е нешто многу вкусно. Ќе додадеме и суви ја го пипер. дробам на овој начин. Како Значи, ти така си се прави. умеш, така ќе го направиш. Големе биде носо добар е овој работи. Па ти го провери пред да почнеш со да, работата, да. да видиш дали убаво ни сечат ножевите овде. Тоа ми е навика, ако не ми сече ножот, не можам да резбам, не можам да работам со Така, него. Така. така. Мора да биде оштар. Алатот мора да ти е секогаш при Алато, рака. да. Дури преоштар е овој. Мора да се пази, може да се Освен внимава. ти што ги сликаш иконите, ти си и градител на црквата во село Сушица, новата црква. Да. Ти градиш. Како е да се работи со помошник, а тоа е твојата сопруга да лепа. Секојаш е твоја подршка. Тоа ние сме таму сами. Сами двајцата. И да ги молиме, викам на сопругата, молба не ни помага, него Така. ајде ти тука застани, Застани тука си до повеќе мене. подигни и така. Да. Така ни е дадено како судбина да ние го градиме манастирот. Покушаа многу ќе почнат, па престануваат, па не можат, па си Се имат откажуваат. А ние не откажуваме, ние се додека можеме ќе го градиме со Божја помош. Со И Божја така, помош да. и да ви даде Господ здравје, да сето Амин, тоа дај како Боже што на сте го сите. замислиле, да биде убаво направено и да биде радост за сите. Освен манастирот, на старото место, има бунар лековита вода. Ајде да кажеме, што лечи таа лековита вода? Таа вода Колку е... помага на верниците? Па и мене ми помогна. Тебе најмногу, затоа што ти најмногу ја пиеш таму. Не, мене ми помогна пред да почнат постите. Го имав овдека, Нешто почна да ми умета. Така. Више го сеќам. И пред да почнат постите, отидоме со Лепа горе, ајде викам, више ќе почнат пости, дај да расчистиме, да средиме, и зимо иде, ајде викам, да наместиме тоа. Отидоме и викам на сопругата Лепа, дај бе од водичка да ми ставиш малку. Го сеќам, тука ме беше една голема Брадавица. брадавица. Као брадавица, нешто излегло Викам, така. лепо да ми дадеш водичка, да ми се замијам. Отидоме, ми даде водичка, се измив. И средиме горе се што требаше и више да се зазимиме. Така. Дојдов дома, едно, 2 дена, 3, викам, дали го преладив, почна некако да ме заболува. Викам, дали го преладив, што е работа, не знам. Ајде, отидов кај мојот матиче, викам, вака и вака, а ја пред тоа спиејќи да го отворам. Спиејќи си направил повреда. И Така. отидов кај матичниот, викам, вака и вака, не, викам, немој да го пипаш, да идеш на хирургија. Каква хирургија ти не сакаш да помислиш? Добро, викам, че ме така, немој да го пипаш. Дојдов дома, ај викам, за да не пак спиејќи, му стави фластерче. 2 дена го сега пластерот, нема ништо, еве го. Еве го чисто лице сега, фала му на Бога. Тоа е тоа сега. Не знам, ето толку беше времето. Водата е посветена на Света недела. Да. А така ќе биде и манастирот, така? Посветен на Светата недела. Тој си е од Бога даден. Таму си имаше крст. Да. Старото црквиче прво било плетина, не дека 920 година, а потоа бабацима она држала. Така. Ја знам, не дека таа живееше до 1970 година. Долг век од Бога. Да. Доволен ни е празот. Добро. Добро, пиперка ќе ти дадеме, малку е потешка, но можем и да ја подпечам доколку сакаш. Еве ти празот е тука. Добро, подај ми го празот. И таа им наредила на селото, тоа не дека 1945 година, и наредила да го тргнеме плетот, а вика да направите зидан да биде манастирот. Сега тука, баш ми и мене чудно, значи стварно е тоа од Бога благословено,
не е на оној кој што ќе му текне и каде сака. Така. Мислам, тука е таа голема грешка. Тука треба малку да си размислат и теолозите. Не иде тоа така. Ова го има на правото место. Како можеше да го распореди таа жена неписмена? Така, стара Бог жена, е да ја водел. Како можеше да го распореди правецот, кај треба точно баш на 20 јули првиот зрак од местото на положба се погаѓа преку олтерот низ вратата. Викам, ова чудо, мајка. Сонцето поѓа преку Првиот зрак, значи да. Изгреј сонцето. Амбиентот, тоа е местото, е место положбата. И како викам, она го распоредила точно. И устоа, после викам, ете, луѓето толку можеле, така знаеле, го изградиле. Ајде, викам, ние да почнеме, барем сега посовремено да го направиме, да биде уште побогат Божи дом. И фала му на Бога, така почнавме, ама се нафаќаа многу луѓе, али па ми откажа, па не доваѓат никој, се оградуваат дека немаат време, нека вие на честитам. Но секој може да одвои барем 2 дена од својот Може, точно, али ден, вете... недела да дојдат. Нема помош, него ние не откажуваме, па сега, фала Богу, ќе гледаме ова лето да сакам да стигнеме до вода, да извадиме, да бучиме за да има вода, правам базент, базентот ми е при крај уште да го исполниме. Значи и базентот ќе го правиш по... Базен со 20 кубика вода. Браво, браво, ете за тоа не знаев, не правевме Базент муаве. имаме ископано, почнавме да го копаме со лепот, тука требаше едно момче да ни помогне. Двајцата пак. Ама и оно беше зафатено. Так. На крај дај багерот, викам, дај че викам, не можеме да копаме. Не викнаме багер, ископаме, не дека 20 кубика вода треба да соберат тој базен. Одлично, браво. Све уште ископане, армиране, уште да го ишалуваме и здраве Боже на пролет, ќе го пуштиме да има вода, да да го активираме. функционира. Да, Јас морам да кажам дека ми беше голема чест затоа што јас и мојот сопруг Орце бевме и кумови. На сама манифестација на Така, Света недела и се чувствувавме на вистина убаво на тој ден празник на Света недела. Што им додаваш на чварките? Сол, најубаво со суви пиперки да се не, дали да им додадеме зачин, бибер, сол, што им додаваш ти дома кога ги Само спремаш? сув пипер и Само сув пипер. само сув пипер, иначе овие зачинки може би ометаат. Мислиш така да не ни прешат? Добро, еве ќе им додадем. Чварки и на крај ако многу абсорбира да се најаде една чаша расолница и готово. На крајот за да биде нели завршена Некој работа. удара и со црно вино, ама тоа Ете така. треба јак организам за тоа. Не, и смелост. Да. Смелост. Добро, еве ќе ги пропржиме. Ја малку ќе им додадам биберче, нека има мирис, да го одвоиме малку мирисот од празот. Ете така. Пржат полека. Полека Да, се пржат да бидат убави, за да бидат и вкусни. Ете така. Јас тебе ќе те поставам сега тука, за да јас ја подготвам чинијата за сервирање, а ти ќе ги промешуваш. Да бидеш Сега ќе ги дотераме да главен, бидат вкусни. главен мајстор за чварки. Да. Ете Да. така. Ајде сега да ми кажеш, која беше првата фреска што ти ја нацрта? Која ти даде Бог да ја нацрташ како прва фреска во твојот живот? Па има многу фрески. Тоа е композиција, например. Да. Имав ја правено икона. И Прво ја икона. однесов на дедо Доситеј, кога беше недека 70 година, 73-та, 4-та, тука недека. И ја направив Света Богородица и му ја однесов, викам, еве, дедо, ја од мои раце творена, ракотворна, Така. и ја погледаш. Вика, че да ова ти е многу убава работа, немој да ја испустиш. Така. Кај работиш, ја река, ја работам во фабрика, во железара, вамо. Таму ја менјам многу фирми. Ели, вика, ова, гледај, копијата да се копира, да не се избегне Ликот, поставеноста, значи така. стилот на византиски, точно. Добро. И
И добро да си ја усовршиш Библијата. Ама добро, викам, Библијата мене ми у памет, ја Библијата, дедо ми што ми ја кажува, тука е нешто слично, после кога прелистав, уште ми е Повеќе јасно, сознанија, за Библијата ми е јасно многу. Ќе си ги земеш житијата по месец и прологот. И така ја усовршив. Малку да ги подпечеме да замириса на цува пиперка. И веќе Уметничка, тоа е географска работа. Тука нема да не се убедуваме, тука школа, не знам како, тоа се пренесе од колено на колено, тоа е нормално, Пази да не се изгориш. не е тоа, ако Бог не те дарува, Точно, па тоа и е исто како некое возило, ако не пали од место, тоа иде на гурање, тоа не го не ради. И оние што се академски сликари и тие исто се Божи со Божја мисла. И они нешто имаат Овде ќе ги учено, нешто ставиме, пренесено од колено на за да колено. ги сецкаме. Али ете, тоа е тоа. Највише ја верувам во Бога дека тоа е Божја дарба. Она Бог што ќе ти го даде, тоа е најсигурно. Како велат Бог што ќе ти даде, никој не може да ти земе. Тоа да. Ете така, Божјата волја е најсилната и еве кај тебе таа и кај твоето семејство, освен што сликаш преубаво, ти свириш и твоите свират многу убаво Кај нас има на дома оние многу од изворни Бога инструменти, така. Па, што знам, тоа меморија. Ја копирам она што ќе го видам и размислам како го правил, како дошло до тоа, па зашто и ја да не го постигнам. И така, значи, тука... Ајде ти си посилен во раците. Тебе ќе ти даде. Да ги зелам? За Да, ја ти ги пиперките, а јас ќе правам чај. Ете така, чекај. повели. Тоа е тоа. Дарба, ако ќе ги поканиме, за да ги видат и оние способности на музика, на правење инструменти, па и дечињата, па и внуците. Сите Така. го држат тој за нас. Деца, како деца. Така. Правење, добро. Тука морам малку и да имаш некој повод. Татко ми беше многу голем мајстор на тие работи. Он, пете тоа, на тоа време татко ми ги држеше тие 7-8 села. Значи све он си произведуваше, не очекуваш. Па дури ја кога бев како дете му викам на дедо ми, идеме по овци и ме тера да му ги враќам он цар. И го ставам Да, пипер. да. И промешам. ми кажува, синко, гледај татко ти што прави, гледаш, на никого не се моли. Немој да дозволиш и ти да се молиш. Немој некој да те стави во оглав. Ти сам да си произведуваш. Сам да си ги работиш работите. И Ете така. тоа Ти го држав на благодарам. ум и тоа го постигнав. Фала му на Бога. Фала му на Бога. Ете. На никого не се молам, од никого не очекувам, тоа ми е од моите раце. Па нели ја апостол Павле рекол, на монасите им е дадено од своето производство да се живеат. Така Истото, и јасно вистина што тоа прават мене не ме и интересира така. политика, не ме интересира ово, оно. Не ми треба никој. Да ми е жив и здрав, поштениот, верниот народ, покрај ним ја ќе живеам. И фала Богу и Ти живеам. тоа знаеш и умееш и убаво да го кажеш, да го искажеш со сета твоја љубов и почит кон луѓето кои што се живи околу нас. Специјалитетот ни е готов, но јас ќе побарам од режијата. Ова може да се Ќе конзумира. го, нека постои малку, па ќе го сервираме. И јас сега ќе те замолам да гледаш во мониторот, затоа што таму нашите колеги ќе пуштат фотографии од тебе, а ти да ни кажеш што е тоа. Ајде, сега ќе ги видиме фотографиите и да ни кажеш. Ова е гајдата. Ајде. Ова е твоја гајда, свириш со неа? Да. Ете така. Да, ово е од не од ове, него од овце е ова. Така? Од овце е многу подобро. Се разликува звукот? Не, пошто кај машкото овне треба да се врзува на среде, ова не се врзува и убаво се формира. Ова значи прво се формира она со врзување, а иначе пред тоа таа се штави, се става во Така, се подготвува за
Во со. Ченкарно брашно. ченкарно Тоа е лебно ставење. И сега кога ќе се стави, таа ја надувам, ја перам, ја надувам и ја врзувам за да може добро да се легне Кога ќе свириш. држење, браво. да биде згодно. Сега гледаме икона. Ова е Свети Атанасије. Така. Да, ова Свети Атанасије, мислам ја Ваниова ми ја порача од Јурумнери. Така, добро. Мислам дека добро. Да, Свети Атанасије. Многу убави боите, многу убав е ликот, идентичен. Така си го бараше, ми даде на слика, вика, ова ми се допаѓа, зашто па викам, управа е човекот, па кој го видел Бога како вели Свети Атанасије? Сите со ти нашите... правам она да ти исполнам желбата, која ти е мерак. Ова сакам да ми таа, ќе ти ја направам. И му ја правев таа. Да, лане ја правев таа. Ете, ќе продолжиме. Ова е старото место Да. и водата, нели тука е и водата? Добро. Така бе. Позади гледаме нешто, пчели ли се тоа? Да. Да. Да, ги однесо пчелите и тоа здраве Божично. Сакам да правам апитерапија. Ете, да си довоѓат луѓе тамо, да си барат помош, да си го дишат на ваздухот од пчелите, али сум рекол, не смее ни денар да се остави тамо. Тоа ќе биде се бесплатно. Али здраве Боже, прво да го постигнам манастирот и така. Еве гледаме ова. Ова е, мислам, Света Марта ми ја порача, внуката му се викала Света Марта и ми даде слика да ми ја направи. И сакаше да биде, ете така, во тој убав, еве гледаме веќе, тука се фрески. Како ги велиш ти композиции? Мислам дека се во Градманци и така, нешто во црква се овие. Така, добро. Па имам... Некој ги памтам, некој. Ова си ти внатре. Во Градманци, да, тој кум беше и вика, сакам тука да ми го наследиш како Господ Исус Христос на чело. Добро. И така држеше тоа форма и му го насликал Господ Исус Христос. Таму пошто он кум беше, да. И сакаше да биде токму тој. Ова не се сеќам кај има работено, ова ми е далеко. Па имаш многу, затоа ова е успение на Мајка Богородица. Или рожденство го гледам веќе Леунка и јас оддалеку, нели, сликите ги гледаме. Раѓање на дали на Свети Јовнир или на Мајка Богородица, тука не се сеќам ја. Добро. Без оглед, убава фреска е, убаво Исус, раѓањето на Исусе. Ова е Божик. А сега веќе тука црташ, на купола. Овие се на едно корабна црква, мислам дека ќе бидат во Градманци, така мислам дека се, да. Нели е тоа најмачниот дел да се слика? Тоа лежејќи се работи, да, лежејќи го работам. Имаме видео кое што баш ти го работиш и тој дел, си пуштиш музика, птиците ти пеат. А без музика не можеме. Еве ти тука, повторно си ти. Ова. Еве ти тука. Видеото. Ова е во Огњанци, драгче, толку ми е мило што си формирале едни млади дечки, млади деца, црковен одбор и како благодушно се понашаат и голема љубов спрема Бога. И ја викам, дај Боже сите да бидат такви како нив. Во стариот храм Свети Илија? Во стариот, да, во стариот, тоа се на селото. Они го има заземено едно 5-6 месеца, али многу се трудат, секоја чест викам, леле, да даде Бог сите вака да се трудат како овие дечки. Секоја чест, многу се трудат, многу се грижат за црква. И им ја реставрира, таа е инактиран, таа има распукано. Значи им помогна и да се заврши и пукнатините. Таа ја завршив, сега треба да ја работиме Светата тајна вечера во трпезаријата. И со Бога напред речунаме до Свети Атанасија да им биде готово. Па ќе се труди. Ќе биде. Сега да го, јас ќе ти помогнам да го сервираме во нашиот тајне. Јадењето е готово. Зошто сум ти снајка? Како викаш ти? Снајка си ми. Сега треба и јас да ти помогнам. Ете така. Да. Еве ги нашите чварки. За ова јадење колку е убаво. Сите го сакаат. Па сигурно жената ќе ме тера 2 пати дневно да правам од ова. Да, ете убаво направено, убаво изгледа. Ова е чајче за тебе, ова е за мене. Еве тука малку ни падна од тавата, но ќе го прибереме. Ете така.
Сега јас ќе го побарам рецептот на денот, за да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Чварки со прас, 2 страка прас, 200 грама чварки, 2 суви црвени пиперки, масло, сол, бибер и други зачини и кисели краставички за прилог и домат, кој што, еве, овде го направивме еден убав специјалитет и убав наш танџер. Ти благодарам што денеска беше вреден и тука. Благодарам и вие што ме покановите во вашата убава емисија. Навистина ми е мило само да ми кажеш, утрово видов, пред да појдам на нашата емисија, за да стигнам на време, нели, во 15:30, имаше птици кои јадат од твоите раце. Чудо. Тие се, освен оние домашните птици кои што ги имате, кокошки, петелчиња, домашни миленичиња, но ти имаш и гулабици кои доаѓаат. Специјално да јадат од твојата рака. Доаѓат гугутки. Донесо и мало едно летоска, викам сега па и него, ми го трусна и него и така тука. да го Па и чуе. на него му дава. Така. Ама ова кога правеше чудна работа, си прави гнездо и јас сече едни жички, така. ги виде и по една по една жичка бака на тие се тенки, Така. си ги однесе да направи гнездо. Викам, чудо, мајката. Како да знаеше дека ти им подготвуваш гнездо, да им правиш така. Дека ги хранев и почна да бара, па и ги сечам и ги давам, она се ги носи. Она сама ти помага. Да, интересантна работа. Многу јас кога го видов видеото бев значи стварно изненадена и радосна и благодарам на Дада Лепа многу затоа што сите тие моменти таа ги лови со телефонот. Да, И прави видео репортажи, значи сепак е тоа. Не може да се оделиме ние, дека Бог дал се заедно. Навистина убаво, јас од срце поздравам и ќе ни биде гостинка да ни подготви, таа прави многу убави пити, некои домашни специјалитети и ќе свири малку. Бидејќи знае да свири. Ретко жена која свири да се види на кавал и други народни инструменти. Од срце ти благодарам, тука сме пред самиот крај. Уште еднаш ти посакувам многу здравје, многу среќа, Господ да те крепи и понатаму да ги оживотворуваш оние убави работи кои што нас не држат силни, а тоа се светителите и Господ Исус Христос. Амен, дај Боже. Па ќе се трудиме сега додека Бог ни даде здравје, да си го искористиме. Да го искористиме. Хвала Богу. Ете, не пред самиот крај, драги мои гледачи, се надевам дека денеска ви бевме интересни и говоревме малку поубаво за она што значи фрескописување, што значи Божјата дарба, што значи да се посетува и гради црковен храм, кои се тие чувства и љубов кои што енергијата Божја ги праќа во едно тело. Ве сакам и се гледаме.